чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбо на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Кажи ми, после колку години правите концерт заедно со Елвир? Тоа е многу. Задните концерти во сали, значи ги направивме од 2008. Добро. Значи 18 години. Многу години помина, а престанав да пеам после некоја година. Елвир пееше 2011, затоа најавивме како после 15 години кариера пауза. А иначе концерт официјален беше 2008. Добро, значи од 2008 до сега, јас сум 2008 генерација, чисто информативно. Напорив 18 конечно, ама после... Затоа не ни дојде, беше трудно, сега ми текне. Значи јас имам 18 години. Зашто чекавте толку долго? Тоа ми е мене. Не чекавме, него едноставно ние се одселивме и него престанавме со пејачка кариера, музиката се уште правевме, јас работев како продуцент, но едноставно мислевме дека нема потреба веќе да пееме, не се осеќавме така. И ете, после многу години се почесто добивме како се испопуларизира Инстаграм од задните 10 години и TikTok, и многу почнавме пораки да добиваме од луѓе кои пораснале со нашата музика, кои биле тоа тинеџери, се имаат по 30 и кусур години, дека многу би им било кејф доколку не видат на концерт, тоаш биле мали, немале шанса да ни дојдат или не искачале во дискотеки, пошто пеевме по дискотеки на времето. И као, зашто не дојдете сега да се соберете сите и да направите на концерт, и ето така почнавме да размислуваме. Што мислиш дека и фали на сцената за да може да се крене музиката на повисоко ниво? Па и фали многу работа и многу повеќе македонски нови деца автори и продуценти да создаваат, зашто има нови автори неколку појавени, но тоа имаше една голема дупка од 15-20 години, кај што тек сега се појавија некои нови продуценти задниве 3-4 години, што да речам малце. Иначе заднијата генерација на продуценти се Лазар Цветковски и брат ми кои имаат па 40 години. Да. И после тоа 15 години имаше гап. И тек сега нели има нови, како Вански, како Андреј, што се нови продуценти кои ете некако си го наоѓаат своето место, али многу долго нема. И тука мислам дека е проблемот. Се согласувам и финално како мислиш дека ќе помина концертот вечерва? Мислам дека ќе помине супер. Народ ќе имаме многу, пошто сме, мислам дека и sold out ќе објавиме секоја минута, така да сега зависи од нас. Добра, фала многу. Убав помин. Ајде, фала, чао. Маја, прво како се чувствуваш да си дел од ваков голем концерт што се случува прв пат после 18 години? Искрено сум многу возбудена и морам да бидам искрена дека сум дури и пресрекна дека ќе бидам не само дел од самиот концерт, туку и дека ќе имам можност баш на сцената пред публиката да се исправам, што за мене е голема чест и привилегија и радоста е на страна на Јован и на Елвир, како и секогаш што прават работи кои што не во ова денешно време на некого налудничеви му изгледаат, но мене ми изгледаат како осварување на многу големи сонови и една бајка. Значи ти имаш пеено, мислам се уште пееш, ама тие хитови што сте ги имале во таа некоја ера на 2000-та, според мене е златното време на македонската музика. Можеби не се согласуваш, ама сакам да те прашам што е твоето мислење на таа тема?
Тогаш леле колку бевме млади, колку бевме деца, веројатно и помали него што си сега ти, кога верувавме ентузијастички дека тоа што го правиме за најдобро што знаеме и го правиме да остави некаква трага и стварно беше така. Јас имав честа и привилегијата да бидам дел од целата музичка плејада во тој период и да тие песни се впишат во историјата на македонската музика. Знаете како се чувствувам овие неколку денови додека траат финалните подготовки, како да се имам вратено во минатото. Се појавуваат луѓе од минатото, луѓе како презервирани се, малтене сите исти и многу убави и позитивни чувства ми буди целокупното ова случување тука. Да, беа златните години на македонската музика, каде што се направи еден пресврт од она што па наш предците ни оставија и од оние огромни оркестри и оние вокални интерпретации кои што и до ден денес не учат на тоа како треба и да се пее и да се изгледа на сцената, па ние донесовме една свежина и се надеваме дека младите генерации ќе учат ако ништо друго од нас и ќе им служиме како убав пример. Кажи ми што мислиш за македонската музичка сцена и за артистите денес? Сцена секогаш ќе има, артисти секогаш ќе имаме оние кои што ни се допаѓаат, оние кои што помалку ни се допаѓаат, ќе има и оние кои што ќе прават некаков баланс помеѓу целото. Неблагодарно е, мислам дека да се зборува, јас ги поддржувам сите кои што се млади и прават нешто, да бидат истрајни во тоа што го прават. Можеби јас не бев доволно истрајна, ама па мене музиката ми е професија и се пронедов во некои други води, така да мислење дека имам некој конкретно вака треба или така не. Секое време носи своја убавина, јас веќе почнував да живеам во минатото, младите си живеат во својата сегашност и секогаш што поддршка за се што се случува. Дали мислиш дека некогаш, ако се променат некои работи во индустријата, дека би можеле да се вратат тие златни години? Знаеш како, јас сметам дека влијанијата се многу битни. Колку сакаш да го следиш трендот, колку сакаш да останеш, не знам, автохтон на својот потпис, колку сакаш да наликуваш на некој, колку сакаш да бидеш креативен, колку си спремен да ризикуваш. Така да само да се сконцентрираат на искреност и тоа ќе излезе на површина. Секој оној кој што знае што прави, а во првиот појма нема, само тој ќе успее. Се ти најди дефиницијата тука. Да. И финално да те прашам само, јас не верувам во ова. Дали дека ти си успешен музичар, артист, дали мислиш дека има формула за успех? Формула за успех нема. Како секој, ние музичарите сме своевидни спортисти во нашите кругови, кои што треба да бидеме секогаш во добра форма, кои што секогаш треба да се надоградуваме од она што сме, кои што треба некогаш и да се пожртвуваме за сопствената професија и мислам дека колку по се одржуваш во тие некои граници, ќе траеш подолго, ќе нудиш квалитет и ќе бидеш избран. Така да формулата за успех е на точка ќе си поставам во иднината и ќе ја следам нејзе и ништо што ќе ме спречува по патот нема да ми го попречи патот. Така да мислам дека треба само фокус. Фала ти многу, Маја. Во 2000-та години музиката биле златните времења на македонската музика, не знам кој се согласуваш. Кажи ми твое мислење на ова. Се согласувам тотално. И реално јас спремам таков албум се моментално. Да. Што треба да искача на 17 јуни и ќе се вика 2000 некоја, така да ќе има таков емоција, го има тој шмек на 2000-та, пошто реално имаше најдобра музика 2000-та, и ќе има 2-3 песни ми се такви. Добро. Кажи ми сега, што мислиш дека ни фали на сцената како млад музичар еве што знае, што во тоа време го имале, а сега го немаме ние? Па, реално ни треба повеќе артисти. Добро. Тоа не фали, само повеќе музика и
другото само ќе се дојде по себе. Добро, кажи ми што може да се подобри, кои услови да се подобрат за да има поише успех во музиката во денешно време? Па нема никакви услови, само треба да се вади музика. Реално, а сите касниме, моментално е такво време кај што изгледа многу музика, премногу се слуша, а пример порано ми кажеше баш Јован, што јас сум се чудел, го прашував баш по колку ваѓавте песни во годината, ми вика по 1 до 2. А ние сега се трудиме од 4 до 5 во една година, што е многу брз процес и некако дојде такво време кај што само се штанцаат и тоа е, не знам, реално. Добро, и кажи ми сега, ти си еден од најголемите музичари на нашата сцена, кажи ми што е твоето мислење за македонската музика во моментот? Дека е прекрасна, реално. Да? Па да, а ти што мислиш ти? Јас мислам дека има, Јован ми го кажа ова и се согласувам со него дека порано имало премногу музичари, сега може на прсти да се избраат кои се релевантни. Па тој го кажав и јас, дека ни фалат музичари, а за музиката мислам дека вадиме добра музика, не знам, што мислиш ти? Како се чувствуваш дека после 18 години конечно правите концерт со JJ? Право ти кажам, имам голема трема. На нив им реков и на организацијата, немојте интервјуа пред вако, секако сум вознемирен, секако сум емотивен некако. Меѓутоа, многу ја почитуваме твојата емисија, твојата младост уствари што го правиш ова во овие мали години. Секако, затоа и сум овде. Како се осеќам, ете, уште ме држи. Тремата се надевам дека ќе ја нема кога ќе се качам горе на сцена. Кажи ми, значи во 2000-та, вика дека тоа се златните времиња на македонската музика. 2000-те, да. Дали се согласуваш? Се согласувам, да, па да речеме дека најубавите години за македонската музика се некаде од 2006 до 2011 година. Значи тие некои 5 години се златните години на македонската естрада. Добра. Што мислиш дека не фали денес, што можеби вие сте го имале тогаш? Ни фалат повеќе настапи, ни фалат ми се чини дека луѓето кои ги ангажираат нашите изведувачи малку повеќе почитување за нив, да ги плаќаат малку повеќе, за да можат да инвестираат во своја музика, во своји спотови, бидејќи изведувачите, артистите немаат од каде да заработуваат, освен од своите настапи. Така да единствено тоа фали. Добро, мислење за македонската музика денес? Ми се свија, млади актери, млади артисти, добра тераат музиката, да модерни се, да окей се, така да имаме неколку од тие изведувачи во нашата продукција. Ми се свија, све е како што треба, само треба да има континуитет да се продолжи со работа. Уште едно прашање, одговор со еден збор, кажи ми дали се боле кебапите во Сарајево или тука? Вака, у Сарајево се боле, а овдека се поголеми. Фала те многу. Фала многу.